Се колнам во името на Бога, честа и татковината, дека ќе служам верно и честно за слободата на Македонија. Ќе ги исполнувам безусловно повелбите и наредбите на организацијата за доброто на татковината. Ако и напакостам со нешто на организацијата, или ако ги предадам доверените тајни, готов сум да бидам казнет со кама или револвер за потврда на кое што ги бакнувам. Амин. Дијарбекир, Подрумкале, Беаскуле, Једикуле, Куршумлијан, Канкикуле. Тоа се занданите во кои македонските револуционери ја поминуваа својата младост пред и по Илинденското востание. За многумина од нив, тие зандани останаа нивни вечни живеалишта. Тешки се приказките на оние востаници кои успеале да се вратат од тој маченички пат, за да и го раскажат денес на историјата своето житие, да ти го раскажат тебе, мене, на сите нам, за да знаеме по каков пат сме минале и поминале. Дојде едно утро клучарот и вели: ајде вие, вели, Ориѓани, што сте дебрчени, ќе одите на суд денеска, ќе се судите. Да одиме, рековме. Дојде војската напорта, не собра пред нив со пушките, не отера во една бавча долу под касарните. Наседнавме таму, војската не варди околу. Слушајте, вели, вие, Ориѓани, сега судијата прашува од село Арбино, каде што станало Моаребето, кои се? Се јавија, имаше еден Наум, имаше еден Цветко, имаше еден Ристе Арбински. Сите повика: ние сме. Слушајте, колку души сте? 16 души сме, цивилот рече. Сите имате по 15 години. Судијата ви пресудил Арбинци, Моаребето тука станало. Добро да си знаете, да не речете после не ни кажавте. По 15 години секој имате. А Илија нека е рекоа. По него кој иде праша? Иде Сливово. Колку души сте? 8 души. По 15 години. А Илија рекоа Сливовци: од Мраморец колку сте?
Тројца, по 10. А Илија, сите по 10 имате. Само арбинците и сливовци по 15. Разбравте? Колку даскали сте? 7. Даскали по 101 година. Јузбир. А Илија нека е рекоа даскалите. Колку попови сте? 9 души. Јузбир. 101 година. Разбравте? А Илија нека е рекоа поповите. Занданите на Отоманската империја беа оние тврдини каде што македонските револуционери требаа да бидат уништени. Но во тие тврдини умираше само револуционерот, а духот на револуцијата остануваше секогаш жив во селото и во градот, во востаничката дејност на селаните и на градската интелигенција. Една сабота, околу пладне, излегов на кафе да појдам. И таму онде пред џамијата, орта чарши џамија шојд, и еден полец вика по името Алексо, Алексо. Јас застанав, ти си вика Алекса, точно, јас сум. Хајде со мене, те викат полиција. И отидов полицијата. Што ме викате? Те викат да одиш во Демирисар, да одам. И ме кладов затвор одех во саботата. И во неделата се бајле ми извадо и со еден запија ми врза рацете со белезија и ме отера кон Велешкипат. И таму близу еден жандармериска станица до извор, таму престојавме ноќта. Другиот ден се бајле ми извадо пак, па ми врза рацете и ме отера во Велешкиот затвор. Од Велешкиот затвор со возот ме отера во Гевгелискиот затвор. Там доближавме до вратата, клучерот ми одвори за рацете и отвори вратата. Кој отвори вратата, се покажаа луѓе со бради, со коси, со облечени во фастанели. И јас дури да се разбирам кој се, и тој клучерот ми, една клоца ми удрив, и јас паднав на лице. И тие што беа, тие ти биле грчки андарти, околу 20 души. И влегов натре, и там разбрал ти сум учител, кој фати да ме псуја сите, на гамато мана, даскалос, на гамато мана, даскалос. Заминав на едно веленце, го трена веленцето, па јас паднав. Не знам што да правам веќе, оти полно беше, немаше место каде се приберам. Најдов едно ќоше таму, седнав, се стебли и сабелето пак станаме, излегов надвор и ми кладе белезите. И јас поред тоа пак на андартите, адие уеко. И ме затера покрај Вардарот. Одиме покрај Вардарот, а то беше околу Светилија, најгорешото време. Сонцето печеше, дури глата не може веќе да трпам. Од една страна имаше жита неожнати, а гледаме на чучулига, си пеет на нив. И јас беше многу непријатно врзан да одам по тој пат. И потаму пак жетвари пеја песни, народни песни. Уште потешко ми беше. И отаде ме тера и ме однесоа кај Кукуш. Тоа сабота беше дури. Терам наближаме до Кукушкиот затвор и еве го еден човек. Абре, што бараш ти овде, вели? Еве како што гледаш, викам. Тоа беше братот на Ицко Волнарод. Од овде. Абре, оти вака, дури вака ме тера в затвор и вечерта прележа во Кукушкиот затвор, па сабилето во неделата. И ме врза рацете, по возот ме отера во Демирисар.
Тамо ме држа 2-3 дни така в затвор и после 7-8 вечер и ноќа, околу 10 сато, се ми испитува за револуционни работи. Јас ништо не му признал и колку што може, бој, чотеци, стотине, а најмногу пак им беше мака да дознаат лицето на стриком и перета, зашто ја немале никаде. Абе, ти знаеш? Јас реков, не знам. Не живееше со нас. И така не држа 3 месеци тамо. Јас сум Риско Ѓорѓиев, село Бизево, во Демско. На организацијата јас бех секретар. Бех таму село секретар. И после ми се отиде мое писмо под шифра. И се најде у Луката Иванов, секретар, се оби секретарот и писмото се потил него. Не сам јас, целото околие, писмото него бие. И на пътия има докара в Слободско. И там ме питаят Каймакам, ще беше Каймакам там, околичен началник. Вика, кой са ръководителите от селото? Аз викам, не знам такви работи. Има удри по главата, стапът. После ме занчия в общината. И после оттам Воден. От Воден надържава там 9 дена и от Воден право условно. Условно в Дикуля. И там на 12 пъти не занчия на такова, на съдът, на Тръвградът. И писмото мое са пъти вика от твоята ръка написано. Имал съдия мен 3 години. В затвор не бих сам аз, 70 души бе от Боденско. И не държава там толкова време. И после ядем там, не дава леп, само леп не дава. Манджа не. Само леп. Ако имаш някаква пара да купиш нещо, ще купиш, ако не, няма. Само леп. И не държава 3 години. Ако животот на македонските заточеници помеѓу камените дебели зидови на Беаскуле или Подрумкале поминуваше во неизвестност на тоа што ќе донесе утрешниот ден, одисејата на оние заточеници, кои го поминаа патот до Дијарбекир и назад, представува секако највозбудливо поглавје на македонското заточеништво, ја представува неговата Голгота. Сега ќе раскажам за првиот ден од тоа патување. Ајде бре, пак низ една планина, низ едни камениšta, вода нема. Некаде најди на некои плочи некогашни, од што врнело дош по некоја локва, ќе се истепаме кој повргу да пие, а црви колку сакаш во водата. А ние шмркај, што направиш, душа да вртиш. Ушите ни се завртија за вода, а бузите ни се залепија. И пак патуваме. Што беше на патот, не се кажува. Многу препативме. На другиот ден, долг пат, нигде нема. Спапене на родина полета.
Спавме тука ноќта, утрото, пак ајде. Ајде бре. Тргнавме со исти чекори во пустината. На третиот ден стасаме во едно градче. Урфа се викало. Одалеку се гледа како градче, не како градче, ами онака, како купови од ѓубриште што ги фрламе по нивето. Мало онака. Кога отидовме таму, луѓето беа имали абер за нас. Сиот град беше изнесен. Беа голи, саде антерии на нив. Спавме и тука една ноќ. И утрината пак на пат. На четвртиот или петиот ден почна лошо. Ни се разболе другар. Прво ќе ни направи сефте мате од Армино. Убав човек. Јак бабачко беше. Бре, кревај го, бре, онадој. Не бидува, едни жули по рацете, други жули по вратот. Не бидува. Не умре човекот тука за сефте. Мате. Бог да го прости. Кога по еден час, два, ети еден сливовец, Цветан, и тој се спружи. Умре. Не можеме да ги собереме, нити да ги закопаме. Ни мотика, ни лопата имаме. Се губа другарите по патиштата. Останаа другарите по патиштата. Непознати другари по непознати патишта. Далеку од родното огниште. Останаа таму каде што петел не пее, каде што земјата не мириса на роса и на топло гноиво. Другите пак, што својата робија ја издржуваа во Једикуле, живееа од денес до утре, негувајќи ја потајно, некаде длабоко во себе трошката надеж, дека еден ден ке се најдат од спротивната страна на кулата, со лицето свртено кон Македонија. И отаде со нив, со возот не отера во Једикуле горе. И не распределија во едни соби и место колку да можеме да седниме. Во секој беа 4 одделенија, 4 големи стаи и 2 салона. Во секој стаја имаше по 400 души. И во салоните по 200, околу 2000 души бевме. Сите бевме. Дене се можеше некој ќе излезит надвор широк, а ноќе лежеме само на едно рамо. Па не ваде на суд. 9 пати ни свадо со тие 12 души. И ништо не може, ништо не призна во тоа што ме испитува. И на крај, и кога не тера на еден долг синџир. Синџирот по двајца врзани, и долг синџирот беше многу. Тежок беше животот таму. Али ние се имаше таму учители од Солунската гимназија. Тие случајно беа предајни. И друзи, една партија беа од 100 души тие за судење. И јас близу тука бев до нив и секој ден знаеме што станува во политиката во светот. Оти идеше една учителка, секој ден му носеше нешто, јајца или нешто јаболка или друго, тето на тие учителите. И тоа во германски вестник, заглавието скинато, и се тие чита и ни раскажува што станува во светот. А турци не сеќава за ништо за тоа. Јас прво време немаше ништо што да правам, имав таму едни роднини, ми донесува од Антон Чехов. Од Антон Чехов книгите да ги читам. Еднаш стана една партија бе отишле на судење
И трябваше да го судат еден 101 година кумита ми војвода бил. И тие го судиле на 101 година. И тој ја расширил раката во тоа белезијата и на тргање попат низ турските улици во Солун, тесни таму во стариот Солун, изнокал и беше побегнал тој. И другарот негов не беше пријавил на тоа, на заптиите, оти побегнал. И кога дојда вечерта, кога го фатија него со ни куси стапчина, мртов го остаја. Умреа мнозина македонци во заточение, но мнозина и го дочекаа денот на своето враќање дома, за да ни ги пренесат маките и страданијата на тие што не се вратија, за да останат уште долго потоа живи свидетели на тој најмрачен период од нашата историја. Седевме ние некои 10 месеци. Каже си, ние кај Богородица отидовме по Ѓурѓовден, а на Свети Никола летен се пуштивме. Близу 10 месеци седовме таму. Партали спокинати, кој без бечви, кој голи, кој како сме се нашле. Се наредивме вред. Тие што умреа, умреа. Тие што преостанав 500 души, се наредивме. Стана тој кадијата со ќуркот, сите не прегледа и рече: "А, машала, ќе си одите?" Ние одговоривме: "Евала, викајте сега да живее царот", рече валијата. Кој викна, кој не викна 3 пати. Помина и тоа. Сега стражарите си ги зедоа гуњите, пушките на рамо, и валијата и офицерите низ порта си отидоа. Портите ги оставија отворени. Тргнавме: "Ајде бре, ајде бре, ајде бре, ајде бре. Кај ќе не стемни, тука спи." И така 13 дни пат направивме. Стигнавме пак во Александрија. Се пеш. На пристаништето пустотија, нема параходи, нема ништо. Морето веќе фаќа. Тука седевме на брегот 4 дни. Гладни, леб никако. Државата веќе не пушта. Веќе народот падна. Еден застани, падни, друг застани, падни. Умре народ за јадење од глад. И беше дошло конзулата австријски. А тој беше рекол: "Слушајте, нема да одите по куќиве да питате зашто се оплакуваат. Јас ќе ви дадам леп и ќе ве префарлам, кај ќе најдам параход австријски, ќе дојде и ќе ве крене." Кога слегнаа нашиве во Солун, сите се растурија. Во Солун некои тргнаа по познати, некои по консулати да бараат пари за пат, некои на кои им носеше душата. Беа пропитале во градот, троа пари. А возот беше половина лира, 54 гроша, добитола. Стигнавме од тука, пеш. Одевме како полавени и се радувавме и плакавме. Кога поминавме покрај Мраморец, селаните играа оро. Празник беше, цело село насобрано. А ние, како ѓупци дојдовме. И стасавме дома. Овој пат на враќање не ни умре човек.